Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со своето 66-то издание. А денес ќе ви говорам за една актуелна ТВ серија за која што дознав ни повеќе ни помалку од Джеймс Ван, кој што објави статус на социјалните мрежи дека Netflix знае да му погоди серија, односно препорачувајќи му ја оваа серија, започна да ја сватам неговата шега за тоа што тој е продуцентот всушност на серијата за која што ќе ви говорам денес. Станува збор за мистерија која се крие во снимките на оштетените видеокасети, спасени од пожар кој што протагонистот мора да ги реставрира, за да може да ги дознае тајните предци кои што ги кријат, што значи дека серијата не се плаши смело да зачекори во окултизмот со соодветни жртви на луѓе кои што сакаат да погледнат таму, кај што се крие забранетото знаење за човештвото и при тоа искористувајќи ги нечестивите сили. Видеодром за ТВ генерации во најмала рака со параноја која е својствена за постстанарската трилогија на Полански. Сето тоа ќе може да го погледнете во прекрасната Archive 81, односно Архива 81, за која ќе ви говорам во денешното издание на емисијата. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете Hazemates, односно бендот кој што ни доаѓа од Стокхолм, односно од Шведска, кој што го издадоа во текот на овој месец, односно на претходниот месец, извинувам, Blinded by the Wicked, односно станува збор за нивниот трети долгосвиречки албум, издаден за Hey Psych Records, односно од овој одличен стонер и дум албум имавме можност да ја слушнеме In the Night of the Light for the Dark и Luciferian Rite, односно две прекрасни композиции за овој моќен албум кој што на голема врата ја отвори 2022 во рамките на стонер провиненцијата и ќе слушнеме уште еден великан на овој поджанрово продолжение на емисијата, така што ќе слушаме прилично квалитетна музичка селекција која што понира од сферата на стонер и дум албумите кои што се актуелни во изминатиот период. А во продолжение секако дека ќе слушаме една композиција на Rage Against the Machine, односно слушаме Revolver од албумот Evil Empire, ја преслушуваме севкупната дискографија на Rage Against the Machine уште еднаш, заради тоа што сте безобразни, тешко вие да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine, со тоа што со надеж дека по ова прислушување од нивната дискографија уште еднаш ќе може да ставиме крај на тоа што се нарекува ковид кошмар во кој што ние сите живееме денес. Толку сакате да знаете што се крие на мистериозните видеокасети, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 66-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Archive 81, односно Архива 81, која што е американска надприродна научно-фантастична хорор мистерија, продуцирана од страна на Ребека Соненшайн, која што стои зад кормилото на сериите The Vampire Diaries, Outcast, The Crossing и The Boys. Работена е за Netflix, содржи 8 епизоди со време трајање од 45 до 60 минути по епизода, значи не е фиксирано, односно да земеме некаков си просек од 50 минути, што значи дека ви се потребни за да ја изгледате 6,5 часа. Запознаени сте со принципот на емитување на серии на најголемиот светски стриминг гигант, кај што нема никаков проблем да ви ја достави во целост, затоа што има прекумерна количина на содржина на која би ве експонирал вас и останатите 200 милиони корисници. Јас не можев да се воздржам и еден викенд ја избинџав во еден ден, затоа што простот беше магнетизиран да ја притисне наредната епизода, тоа што ме плени концептот на различна видеоснимка која што се појавува во наредна епизода и мистеријата
не би ми дозволило да спијам доколку не откријам како би завршила серијата во самиот епилог, а Netflix овој месец ги објавија Stay Close, In From the Cold, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, Chosen, Framed, a Sicilian Murder Mystery, The Journalist, All of Us Are Dead, Summer Heat, Rebelde, Feria, The Darkest Light, Heavenly Bites, Mexico и Midnight Asia It Dance Dream. Односно, ова се 12 ТВ серии објавени во рок од 1 месец. Барем кои мене би ме тангирале, така што за секој има по нешто, а посебно ме радува што повеќето се во доменот на хорор жанрот. Цифра која што не ги вклучува тековните продолженија и реалити ТВ серии, односно ова се само нови оригинални серии на стриминг каналот. Останатите нема 13 нови серии во текот на цела година. Стримери да понудат, а Netflix ги имаат само во една. Тоа ви говори за бројноста на содржина и на материјал кој што ги добивате, а квантитетот дали нуди квалитет, тоа е веќе друго прашање на кое надолго и на широко се дебатира во оваа емисија. Серијата се базира на подкастот кој што го носи истото име, RKF81, и го прават Даниел Пауел и Марк Солинджер, односно идејата ја има добиено Даниел, односно му паднала на памет додека работел како архивар, односно архивирал аудио снимки за SoundSnap, со оглед на тоа што и самиот е, инженер на звук, а во серијата станува збор за Даниел Тарнер, кој што глуми Мамудоу Атие, односно кој што е ангажиран од една корпорација да реставрира видеоснимка од оштетени мини видеокасети, односно во High 8 формат, односно на 8 мм трака, на која што е документирано истражувањето кој што го прави една девојка во 90-тите години на минатиот век во стамбен комплекс кој што се нарекува Висер. Најмен е од страна на LMG, односно од Virgil, од компанијата LMG, па Даниел има можност во изолација на имотот кој што му е понуден, снимка по снимка да ги реставрира записите и да согледа дека снимките се поврзани и со травматичната несреќа во која што загинали неговите родители. Неговата работа е надгледувана со видеокамери, а тој успева во луциден стадиум да искомуницира со субјектот на самите снимки низ просторот и времето, но и да открие дека во комплексот на згради оперирал еден култ кој што милувал да придобие демонско представление со помош на жртвите во крв кои му ги пренесува. Сега, со цел да може да погледнат во светот од другата страна на постоењето. Отворањето на тој портал помеѓу димензиите воопшто не е безбедно, посебно не за љубопитните. Секако дека серијата не би била тоа, што е да нема винтидж снаф филм во игра. Принципијалната фотографија, или кај нас како што би се нарекува самата продукција, започнува на 16 ноември 2020 година, завршувајќи дури во март, 30 март 2021 во Питсбург, Пенсилванија. А насловите на епизодите се Mystery Signals, Wellspring, Terror in the Isles, се извинувам, Spirit Receivers, Through the Looking Glass, The Circle, The Ferryman и What Lies Beneath. Со оглед на тоа што сум тврдокорен љубител на видеодром, не мора да потенцирам колку ми беше погодена ТВ серијата како тематска одредница со проколнати снимки, кај што се фетишизира пред се аналогниот формат, се разбира од денешна перспектива, посебно тоа е интензивирано и истакнато во самиот пилот на серијата, кај што се запознаваме со фасцинацијата со видеокасетите, каде на пазарче се продаваат и постојат дури колекционери кои ги чуваат во нивните домови значајните VHS хорор филмови во нивната колекција, се што е потребно за едно успешно започнување на годината на поле на ТВ серија, јас би рекол. ТВ серија која што
нешто ми кажува дека ќе се пласира во топ 5 хорор серии на годината, но да не преюдицираме, нема совршено уметничко дело, така што во текот на емисијата ќе прокоментирам и за нејзините недостатоци и фабуларни клишеа со кои се позајмува, меѓутоа на еден умешен начин тоа го чини. Со оглед на тоа што се базира на самиот подкаст, само да напоменам дека во подкастот не се вршеше никаков вид на анализа, односно на реставрирање на видео касети, туку аудио снимките беа преслушани од страна на инженерот кој што ги реставрираше и на тој начин се одгатнуваше, односно се расслојуваше мистеријата која што се врзува за и околу ритуалното жртвување на луѓето кои што живееле во овој, ајде да го наречеме, проколнат стамбен комплекс Висар. Тука може да направиме една кратка музичка пауза и ќе слушнеме една композиција која што трае 20 минути. Односно да слушаме композиција која се наоѓа на одличниот 6-ти албум на еден од моите најомилени стоner рок бендови, односно Earthless, кој што овој месец се појавија со едно маркантно музичко остварување. Night Parade of 100 Demons е насловот кој што го носи овој албум. Ќе го наречеме албум заради тоа што трае едно 60 на минути, со тоа што ова моќно трио кое ни доаѓа од Сан Диего, од Калифорнија и мене ме воодушевува со нивниот инструментален психоделичен рок-н-рол во амалгамирана форма и со джез и со краудрок влијанија и со сето тоа што денес би требало да представува едно моќно трио на инструменталисти, работено се разбира во манирот на севишниот Џими Хендрикс. Тоа на најдобар начин го рефлектираат овие виртуози на шведскиот стонер рок, со тоа што, ако не се лажам, Black Haven беше последниот албум кој што имавме можност да ослушнеме во ова емисија од 2018 година, а секако дека ненадмидливи се Rhythms From a Cosmic Sky и From the Ages, тоа се прекрасни две албуми со кои што ме фасцинира и секако иницијалниот Sonic Prayers, извинувам кога можев да го преслушам. Меѓутоа, Night Parade of 100 Demons содржи две композиции кои што го носат овој наслов, односно прв и втор дел, и ќе ја слушаме последната композиција на овој албум, конкретно ја слушаме Death to the Red Sun, која што воопшто не е пократка од претходните две. Меѓутоа, се што треба да знаете за стонер рок е ситуирано во смртта на црвеното сонце. Така што уживајте во прекрасната актуелна претворба на Earthless и се враќам во да ви говорам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во серијата Archive 81. Вие слушате Радио Каон 103, ова е 66-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Archive 81, а во овој сегмент на емисијата сакам да продискутираме за улогите, односно за актерите и актерките кои што глумат во оваа серија, која е предводена од Мамуоду Атие, односно тоа е актерот кој што глуми Даниел Ден Тарнер, односно архивар, кој што со грижливост и со нега ги реставрира и зачува пред се видеоснимките, кого сомничавиот Врџил од корпорацијата LMF го ангажира да реставрира видеоснимки кои се спасени од согорувањето на зградата, од комплексот на згради, за и самиот да биде вовлечен во мистеријата која што ги обвива, односно која што вклучува култ, снаф филм и интердимензионални портали, жртви и повикување на демони. Даниел се вовлекува во задолжението кое што му е нарачано за тоа што го забележува на самите снимки и неговиот татко кој што па бил психолог на Мелоди, односно Мелоди Пендрас, која што е глуми Дина Шихаби, која што е интервјуерка, која работи на незината дисертација, земајќи изјави од станарите на комплексот на згради, кој што напомена Висар, која што согледува дека постои култ кој изведува нечестиви ритуали за повекување на демон со помош на така нареченото ритуално жртвување, поради кое ќе биде заглавена во еден
меѓусвет, кај што ќе може да комуницира со помош на сновиденијата со Даниел, кој ќе биде буквално незиниот Орфеј, кој ќе се обиде да ја спаси од пеколот во самиот епилог на серијата. Во која што исто така може да забележите ликот на Семјуел Спер, кој што глуми Еван Јоникајт, се извинувам, односно тој има двојна улога актерот во оваа серија, со оглед на тоа што глуми Александер Давенпорт, односно тој е истиот лик, кој ако има веќе еден култ, мора да има и харизматичен лидер на самиот култ, кој што раководи нели со одлуките на култистите, кој да ми ти били брат на Вирджил Девенпорт. Тој е предводникот на ритуалот, пресликан од розмариното бебе, кој што сака да добие моќ и знаење од страна на Каелего, односно тоа е статуата која што го представува демонот кој што е жеден за крв од жртвите. Не го отвора туку така на суво порталот, па затоа потребно е да падне крв. Од периодот на видеоснимките од 90-тите се појавува и Анабел Чо, односно лик кој што ја глуми Јулија Чен, другарката на Мелоди, девојката која што сака да се забавува, сликарка која ќе добие боја од мувлата на самата зграда, ќе започне да работи цртежи низ кои ќе може да продре предводничката на снаф филмот, која што го предводела всушност првиот култ кој што заседавал во оваа зграда. Покрај неа во сегментот од 90-тите ја забележуваме и Джесика, односно Джес Луис, која што е глуме Ариана Нил, девојче од зградата која што ќе биде во голема помош за Мелоди, од проста причина заради тоа што Мелоди е дојденката, а таа ќе ги разубеди, односно Джес ќе ги разубеди станарите да дадат интервјуа за потребите на истражувањето на Мелоди, заради тоа што таа живее во самата зграда и има добар однос со сите станари, која па во дадена ситуација и самата ќе биде заведена од страна на култот, меѓутоа нема да биде свесна дека е под контрола на самите членови на овој култ. Метне Гори го глуми Марк Хигинс, односно тој е лик кој што забележуваме од денешницата, помошникот на Даниел, односно тој е подкастер кој што ги изведува во живо неговите подкаст епизоди, кој е десната рака во одгатнувањето на мистеријата на Даниел, секогаш скептичен, можеби за надприродното, меѓутоа привлечен и поведен е од собствената интрига на нелогичностите за да ја одгатне, односно да ја расветли мистеријата која што го обвива овој непознат свет во кој што продираат. И секако неколку пати веќе споменатиот назначител на разглобувањето на снимките кои што ги кријат тајните на случувањата, Вирджил Девенпорт, кој што глуми Мартин Донован, односно тој е шефот на матната корпорација кој го ангажира Даниел да ги среди видеоснимките, односно да ги реставрира, да ги зачисти и да го произведе и дигитализира видеозаписот кој што се крие на нив, односно на кој се наоѓа неговиот брат, лидерот на култот. Постојано го надгледува процесот на реставрирање со помош на камерите кои што ги има поставено на имотот каде што му е наредено на самиот Даниел да ги реставрира снимките и сомнителни се пред се неговите намери за потребите за доаѓањето до вистината. Уште еднаш да потенцирам Candyman, Видеодром и Розмариното бебе за ТВ генерации, кај што со помош на уметничките гранки, односно со помош на сликарството и снимениот видеоматеријал, демоните наоѓаат начин како да продрат од световите надвор, од нашето поимање во реалноста, односно тие ги користат овие засеци, овие јазови во реалноста, каде што уметниците нели имаат можност да погледнат подалеку, да погледнат од другата страна на појавлението, да земат инспирација од непостоечки светови и во процесот на позајмувањето на инспирацијата за собствено реализирање на артистичките побуди и ексцентричности пред се и создавањето на уметничкото дело,
Тоа е канал кој што успева да се приклучат и самите демони, односно да ја искористат всушност потребата за создавање која што имаат овие уметници, да биде еден своевиден гласноговорник, односно да биде преносител, да биде гласник на нивната девиза, за тие непречено да може да гравитираат, односно да продираат низ димензиите и да направат, се разбира, штета и да завладеат можеби со земјата. Секако тука дека е Даниел кој што се обидува да ги спречува тој подвид, односно со самиот негов процес на и доаѓање до вистината и одгатнување на злите намери кои што ги има култот, меѓутоа сепак тоа има и друга позадина, односно спасувањето на Мелоди. Така што во кратки црти ова се главните протагонисти, односно ликовите кои што ја предводат серијата, односно протагонистите и протагонистките за кои што имаат удел во осветлувањето и во затемнувањето пред се на мистеријата која што е ги вклучува пред се и обврзува видеозаписите. Тука ќе правиме на кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ги слушаме Bong Wizard. Bong Wizard станува збор за бенд кој што не доаѓа од Лос Анџелес од Калифорнија, бенд на шегобийци кои што милуваат исто така да пеат за окултизмот. Окултизмот е составен дел нели од ова издание на TV103, со оглед на тоа што во проколнатата зграда се крие наводно секс култ кој што не е тоа, со оглед на тоа што секој станар има право да го зборува на действието кое се одвива во зградата, меѓутоа ова е нешто сосема полошо со оглед на тоа што и поригорозно заради тоа што се повикува едно демонско представление, меѓутоа во поглед на музичкиот план на емисијата ги слушаме значи Bong Wizard со нивното ново второ всушност студиско остварување, долго издание кое што го носи наслов Vulgar Display of Flower. Со оглед на поигрувањето со насловот на овој албум може да забележите дека бендот е инспириран пред се од култни стонер метал, како сакате наречете ги, едноставно наслови кои понираат од рамките на субкултурата, односно на метал музиката и на рок-н-рол културата, така што првиот албум, ако не се лажам, се викаше Left Hand Pass, а во меѓувреме имаат издадено едно EP издание кое што гласи The Bong Remains the Same. Така што си поигруваат со многу познати и етаблирани пред се називи на култни рок-н-рол композиции, така што албумот го започнува творбата Smell Awaits, односно осмата Моцартова композиција, потоа следува насловната Vulgar Display of Flower, поигрувањето со Пантера, ако првата беше со Slayer, втората е со Пантера, и уште една слеерска варијација на тема, прекрасната инструменталка, ако не се лажам, се нарекуваше Seasons in the Cannabis. Така што продолжение на емисијата ги слушаме забавните стонери Bong Wizard со композиција од нивниот албум Vulgar Display of Flower. Потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува серијата Archive 81. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 66-тото издание на емисијата TV103 посветено на Archive 81, односно на во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за неколку спецификации, односно што точно содржи, кои карактеристики ги има оваа серија, која има најава, за разлика од многу други серии, меѓутоа како и сите други серии кои што поседуваат најавна шпица, има сега веќе клишетизирана најава со објекти од серијата, со црна позадина, со монтажен премин помеѓу нив, налик најавите за Hannibal, American Gods, Penny Dreadful Evil, која не се разликува нешто многу од нив за жал. Добро, но просечно е и преупотребувано пред се за денешни рамки. Потребно е едно свежо промислување на концептот на најавна шпица, посебно кај хорор сериите, заради тоа што да го установија трендот и да заглавија со него. Значи потребен е некаков си дополнителен исчекор по кој што ќе се најави можеби една нова модернизација во погледот на
започнување на епизодите. Во поглед на режисерите, Ребека Томас од Stranger Things и Limetown снима најголем број на епизоди, но ме радува што беа ангажирани одличните мистици Джастин Бенсон и Аран Морхед, кои што пола кариера поминаа во снимање на култови и мистерии во нивните долгометражни филмови, како и контроверзната Хаифа Ал Монсур, односно таа е режисерката на Мери Шели в Джида. Тоа се пред се инди режисери и режисерки кои што умеат да создадат заговетна атмосфера. Поглед на музиката, неа ќе имате можност да ја слушнете на крајот на емисијата, која што е работат Джеф Бероу и Бен Селисбери, односно тоа се фамозните композитори на Алекс Гарланд, тоест човекот кој што ја спасува научната фантастика со неговите творби, односно ќе слушнете пред се амбиентален и атмосферичен скор, прогонувајќи и надополнувајќи ја мистеријата која што ја содржи, така што знаат во самите композиции да интегрираат и прогонувачки пијано, меѓутоа да додадат ефекти, одеци и да создадат една друга димензија во рамките на самите композиции. Во поглед на сценографијата, имаме интериери на куќа во која се монтира со скришни простори, односно простори кои што се со тесни ходници во ѕидовите, мувла која доаѓа од друга димензија во овие објекти, станови на ликовите кај што се земаат интервјуата и пред се просториите во корпорацијата, како и самата нели зграда од 90-тите. Во поглед на фотографијата, Боби Буковски, Натаниел Гудман и Джули Кирквуд се кинематограферите и кинематограферката. Мешаат формати на снимање за да наликува на ВХС ерата, згора на тоа го имаме и на филмот од 20-тите, така што се вади впечатлива фотографија од култистичките простории, се кадрира и Кендименовската зграда, но и еден меѓусвет со CGI честички, инсидиусовски, кои што детерираат низ просторот. Поглед на монтажата, ја работат Амалија Алаварден, потоа Джоел Ти Пашави, Патрик Джей Смит, Тайлер Ел Кук и Майкл Скоти Джуниор. Треба тие да ги обезбедат пред се премините помеѓу сите овие формати и наличја кои што веќе ги напоменав, со кои што се прави една дистинкција на домените и сферите во кои се обликува серијата. На визуелен план, во поглед на костимографијата и шминката, веќе потенцирам, таа треба да се одвестува и на 20-тите, и на 90-тите, и на денешницата, значи трите периодизации. Во поглед на природното имате колку ви душа сака. Имате демони на видеоснимки, демони во слики, во теленовели има дури демони, помеѓу другите работи кои што може да ги пронајдете, во кои што квалитетот не е едно од нив. Потоа еден интердимензионален меѓусвет може да забележите и комуникација на ликови преку сон, така што надприродното е најзастапено од сите серии кои што можеби сум ви говорел во рамките на ова емисија. Во поглед на хумор и еротика има ригиден хумор и тоа во првите епизоди, потоа станува сериозна работата, а од еротика нема ни трага ниту глас. Поглед на ефекти има практични, има кликана крв, хорор е, се разбира мора нешто да е практично, иако повеќето се визуелни кликаници, конкретно на појавувањето на демонот кој што е најневпечатливиот дел од серијата. Во поглед на флешбек има од страна на појавувањето на таткото на Даниел, има и slow motion, има и сон, има и халуцинација, односно има затоа што во мелодрамите во кои што ви говорам во ова емисија, овие средства на хорор јазикот воопшто не се употребуваат и кога ќе дојдам да ги анализирам тие серии во доменот кога треба да проговорам за овие сегменти, едноставно изоставени се. А тука се составен дел од филмскиот вокабулар без кој што не би можела да постои серијата, затоа што овој жанр пред се круцијални елементи во јазикот на кој што се говори, до тој степен што ликовите комуницираат во нивните сни, односно се воспоставува во сонот на Даниел една корелација со низ порталите на интердимензионалните простори, се комуницира со лик од друга временска дистанца, односно се прави една спрега помеѓу просторот и времето, благодарение баш на овие средства и флешбек. Идејата воопшто, видеокасетата функционира како еден своевиден флешбек во поглед во минатото, во кој што е сродено уште едно навраќање. Така што, овие елементи на филмскиот јазик
се максимално употребени во серијата и се можеби еден од најсилните адути кои што многу режисери може да научат како всушност се употребува на дело. Поглед на жанрот, веќе потенцирав, станува збор за надприродна научно-фантастична хорор мистерија. Стилизираниот јазик е англиски, освен за време на ритуалот каде што се говори на изведен јазик. Во поглед на недостатоците, нагласените визуелни ефекти уште не ќе ги потенцирам, посебно представувањето на демонот, односно условно кажано одвратното прикажување на вонземјанскиот демон, пошто наликува повеќе на вонземјан колку на било што. Немањето храброст да се продре подлабоко во грозотијата на ритуалот и култистичките клишеа и пред се прикажувањето на невпечатливиот меѓусвет кој што уште еднаш потенцирам, сме веќе навикнати да гледаме од провениенцијата на делата на Джеймс Ван, конкретно од Insidious, така што се користат веќе употребени тропи и нормативи во хорор жанрот, каде што не се прави некаков се драстичен исчекор, меѓутоа се користат на многу ефективен начин. Во поглед на континуитетот на епизодите, тој секако дека е задржан, има во неколку преповторливости, но минорен е тој празен од, се турка мистеријата напред, чекор по чекор, така што не пречат во уживањето на гледањето на оваа серија и некаде говорат повеќе за карактерите и за нивниот манир пред се. Поглед на градењето на ликовите, мал број има на водечки ликови, повеќето споредни се без голем удел, повеќе имаме во ерата на 90-тите отколку во денешницата, но фокусот на набројаните ликови за кои што имав можност да ви говорам, си имаат свое место во мистеријата, дури една епизода е нели комплетен флешбек од 20-тите, затише пред бурата, така што за сите има простор во оваа серија. Во поглед на интертекстуалноста, како што веќе и напомена, се базира на еден подкаст во кој што Ден слуша аудио снимки и ги реставрира, а во втората сезона тој се наоѓа во друг свет кој го истражува, како што завршува оваа серија, и постои во поглед на самиот подкаст еден мини серијал именуван како Left of the Dial, во кој што Николас и Static Man прават роуд трип до Блектоп, една локација. Така што има идеи за дополнителното реализирање на ова адаптација на самиот подкаст, со оглед на тоа што подкастот е неколку чекори напред. Во поглед на аналогијата има неколку референци кои директно се врзани со колекцијата на хорор филмови од 80-тите. Јас успеав да изабележам и Квајден, и Things, и Deadly Illusion, и 976 Evil, Willard, The Tomb, Subspecies. А над зидовите ги имате плакатите од Night of the Living Dead, House и уште неколку хорор филмови, ама влијанието на Видеодром, Candyman и Rosemary's Baby е круцијално во поглед на слични серии кои што може да и погледнете, доколку би биле заинтересирани на овај амалгам на окултизам во комбинација со мистерија која што се провлекува во аналогната сфера. Дефинитивно мора тогаш да ја погледнете магичната Channel Zero, секако и да не ја забораваме прекрасната Brand New Cherry Flavor, кај што исто така имаше еден снав филм, и премотувањето на Fringe. И покрај нив можам да ги напоменам и Sinner, Ares, Beyond the Walls, Requiem, Castle Rock, секако The Haunting of Hill House и The Haunting of Bly Manor, месено со сите серии на Майк Фленеган. Потоа го имаме навраќањето на 90-тите во Yellow Jackets, да не забораваме и Limetown, по која е работена од продуцентката на оваа серија, потоа Equinox, Evil Deaths, Servant, The Order, 30 Coins, не знам, Losing Annis, да ги напоменам и Penny Dreadful и American Horror Story за љубителите на овој жанр, кои што се подразбираат. Потоа ги имаме The Terror, Lovecraft Country, Them и Stranger Things во најширока рамка. Веќе тука навлегуваме во серии кои што имаат допирна точка со Archive 81. Поглед на атмосферата, мистиката се разбира дека преовладува, гледаноста е загарантирана и убедливоста е постигната со самата цела. Поглед на епилогот, со завршувањето на ликот во минатото, се создава серија на клифхенгер и се отвораат прашања како ќе биде пресметано времето напред со неговото присуство во минатото и колку
удел тој би имал пред се. Квантни прашања, кои оваа одлука за ситуирање на ликот секако дека ги отвара, меѓутоа жртва мораше да падне на љубопитството. Од мене ќе има оваа серија поглед на самата нејзина еволуација 9 од 10 заради тоа што на пријатен начин ме изненади со квалитетите кои што ги поседуваше и можноста да ја задржи мистеријата и да ја одолговлечи и сепак да го надогради гледачот со потребата да ја погледне наредната епизода, така што квалитетите се непорекливи на оваа творба која има доста висока оценка. Не знам дали ќе може да ја издржи за втората сезона со оглед на тоа што многу карти се веќе ставени на отворено. Во поглед за продолжението се разбира, за Netflix ништо не е свето, така што додека се има идеи, ќе се молзат во поглед на овој концепт, ќе видиме наредната година можеби би не изненадиле со нешто ново од архивата на ова мистериозна серија. За крајот на емисијата ќе слушаме музика од самата серија, односно композиции кои што ги создадоа Бен Салисбери и Джеф Беро, така што ќе ја почувствувате атмосферата која што преовладува во позадина во епизодите на оваа наменска музика која што има направена за Archive 81. Вие го слушавте 66-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на Archive 81. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.